Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Кире, остварена е целта, дури и надфрлена со оглед на тоа што пренесуваме бодови во втората фаза. На почетокот за мотивационата провокација кон Цимерот веројатно вредеше со оглед на тоа што Борко само за 13 минути ги надмина тие 6 одбрани од претходниот меч, а се надмина и себе си, имаше многу клучни интервенции зицери. Па да, прво пред се сакал да и честитам на моите колеги, оставија срце на терен. Мислам дека заслужено победивме, можеби испуштивме една полесна победа која ја заслуживме. Слободно ќе кажам, со честите реков дека да победеа тие немаше да биде незаслужено или ние, но сега ќе кажам дека нашата победа е заслужена без разлика што остваривме во последната минута, нели? И надмината целта не се сложувам исто така. Јас не зборам, кога зборам уште пред Европското првенство дека ние сме репрезентација за големи работи. Нашиот стручен штаб треба да верува повеќе во нас. Ние сме толку играна репрезентација, замислете со уште два играчи како што се Наумче и Филип, че ние толку до детал ги имаме разработено акциите што знаеме малтене во секоја секунда кој каде оди. Така да не се навраќам многу, а да бидам конкретен, победивме една модерна репрезентација, една репрезентација која што полека ни ставува муштерија и набиваме комплекс. Меѓутоа треба да бидеме горди затоа што тие напредуваат од година во година, имаат страшен тренер, играат еден модерен ракомет и баш затоа ми се наполни срцето што го остваривме тоа денес. Ова победа ја посветувам на мојата ќерка Лана, која денес го полни 6-тиот роден ден. Бев приморан да преземам одговорност, тоа уште се вајле кога станав ми го нагласи и посебно со горд. Што се однесува до Борко, Борко е мој голем пријател, Цимер, во кој имам огромна доверба и многу пати до сега не има спасено во многу тешки ситуации години уназад. Борко го познавам уште од мал и знам како функционира. Мојата провокација на него беше намерна. Тој се фати на јадицата, Македонија успеа. Малте правевме муавет, ама официјално му се гледа на него кога е лут, кој му е спуштена вејата. Се гледа и само одговара официјално. Значи имаше такви провокации. Тоа е добро, но гледам статистика сега, тој бил послаб од Мариновиќ. Значи Мариновиќ има 2 одбрани повише, а ние победивме. Значи он напредува и добро е тоа, меѓутоа треба да си зададе задача дека треба да биде поуспешен, он треба да се надпреварува со противничкиот голман. Ние сме мајстори и му отежнуваме работата, шутираме слабо затоа што на секој наш надпревар противничкиот голман е најдобар играч и зима сати. Борко сега во моментот му бараме овој дуќан му бараме дуќан за издавање. Добра локација во Скопје затоа што веќе собра 2 сати. Јас се надевам дека ќе продолжи и ќе може слободно да си отвори едно дуќанче. Ќе му најдеме дутре, нека не се секира. Добро, малце шала, нели? Заслужуваме после овие 3 добри средби, коректни. И треба добро да се одмориме, се потрошивме доста. Уште една сакам да ја честитам на моите колеги, игравме уште една интелигентен надпревар, интелигентна утакмица каде што знаевме што сакаме. Имавме и слаби моменти, меѓутоа долги се тие 60 минути и не можам да кажам дека неам избор. Мене ме радува играта на Бранче Ангелски кој што даде огромен допринос и Столе Стоилов и сите одбраната со начело со Аци и Веле, значи огромни заслуги. Ништо, ние сме веќе искусни и сме победували, сме губеле. Да, има задоволство, нема некоја голема еуфорија, да се одмориме утре и да го чекаме следниот противник. Веројатно во финиш вообичаено сме имале многу проблеми и сме губеле, но оваа победа со пресврт во последните неколку минути можеби ќе го зајакне нашиот морал како турнирот одминува, а имаме стари познаници во наредната фаза репрезентации со кои што имаме и пријатни и непријатни сеќавања. Како гледаш на нив? Па секогаш во животот има прв пат, нели?
И ние стремиме кон тоа. Најважно е да сме здрави. Сега добиваме едно засилување и кое многу очекуваме од него. Тоа е Немања Прибак со македонски пасош. Засилувањата како засилувања се добри, меѓутоа ова е репрезентација која што долго време игра заедно и нас ни треба засилување кое ќе преземе одговорност и кое ќе ни даде друга димензија на ова репрезентација. Немања го има тој квалитет и мислам дека ќе ни добро дојде, очекуваме од него големи работи. За репрезентациите старо познати, да, нема лесно на европските правенства. Значи секој противник е чим стигнал довде е само по себе квалитетен и нема да се опторетуваме. Ние треба да се посветиме на нас, ние треба да напредуваме во нашата игра, тоа да ни биде основна, примарна задача. Понекогаш треба да се погледне и нашата снимка, не само снимката од противниците, затоа што ние многу пати грешиме. Зошто ни се случува нас да промашуваме толку изработени езици? Значи нешто малце треба да се погледнеш и сами од себе, да видиш како, што реагираш, што правиш во дадени моменти, во клучни моменти. Меѓутоа имаме искуство ние и играме од срце за репрезентација, ние сме македонци и посебно ми е драго што ете многу честитки, многу пофалби. Македонија е желна за успес и мене ми е драго што успеавме да ги развеселиме нашите македонци, па барем на 60 минути и таа радост се надам дека ќе трае уште подолго.